Хемофилтрациите ги убија нашите најмили, бараме одговорност. Профитер на грбот на болните од COVID-19 со вакви транспаренти дел од семејствата кои изгубија блиски во COVID кризата, го пречекаа кардиохирургот Жан Митрев пред кривичен суд каде се одржа второто рочиште. Одбраната на Митрев бара овид на списоците на предметот кои се во апелација. Роднините на починатите пациенти пак бараат одговорност. Истрагата треба да се прошири. Он не е единствениот виновник. Кој му дозволи да лекува ковид со доктори кои не можат да лекуваат ковид? Знаете ли дека сите отпусни писма ни се исти? Само се сменети името и презимето на починатиот, дата на раѓање и дата на смрт. Адвокатите на семејствата побараа побрза динамика на судскиот процес. Во конкретнава ситуација сметам дека тие се тие кои што треба да ја дознаат најбрзо, најефикасно вистината за сето тоа што се случувало во поглед на овие кривично-правни настани. Со секое неразумно одговлекување, само да не го навлечеме гневот на оштетените, бидејќи со тоа се прави дупла виктимизација врз нив. Мислам дека сите треба да ги почитуваме правата на сите, но и на самите оштетени, бидејќи без нив денеска ние нема да бидеме тука. Одбраната на Митрев вели дека се работи за инструиран процес и организирана хајка против кардиохирургот. Против доктор Жан Митрев и клиниката Жан Митрев се води инструиран процес и организирана хајка за неосновано обвинение. Организирање на луѓе со транспаренти е најостро рушење на правдата и одземање на правото да се докаже невиноста и вистината. Ова не е правно оружје и на ваков начин се спречува вистината. Жан Митрев и неговата клиника се товарат за измама, оти ги држале во заблуда пациентите со прикривање факти во однос на лекувањето од COVID-19 со хемофилтрации. Истрагата за Жан Митрев и неговата болница беше отворена под допрен глас пошто Скопското јавно обвинителство во јануари годинава поднесе обвинение. Следното рочиште е закажано за 12 мај.